predavam tebe, Isuse, se predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen duh mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Ljubav ta tvoja me oblega, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Mir vam, Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti imето Tvoje, da dojde carството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Ова е 100-та емисија Завет. Слава ти, Татко мој, те сакам, Господи Исусе Христе. Има еден стих во Библијата како одредница кој одредува некои работи, кај што се вели ако е нешто од луѓе ќе пропадне, но ако нешто од Бога тоа ќе расте. Има уште еден стих, внимавајте да не станете борци против Бога. Денеска по водство на Духот во ова мала јубилејна емисија за слава на Бога Отецот и Неговиот Син Исус Христос ќе го прочитам 90-тиот псалм. Псалм и песни за слава на Бог, славата е Негова. Кога го славиме Бог, го отвораме нашето срце, го чистиме од нечистите работи што се во нас, во телесната природа. И по извесен период, кога ќе дојдеме до полната возраст на Христовата зрелост, да може да се населат Отецот Небесен и Исус Христос во нашето срце. Бог е наш вечен заштитник. Ние живееме денеска во еден свет во кој се случуваат чудни работи, посебно во македонскава земја. Но да видиме што вели 90-тиот псалм. Кој живее под закрилата на Севишниот. Значи, пазете, кој живее под закрилата на Севишниот. Тој престојува во домот на небескиот Бог. Тој предстојува во домот на небескиот Бог, значи таму
Mi imame Carstvo nebesno, ima jedan stih koji veli barajte go najnapred Carstvo to Božjo i se ovake vi se pridade. Carstvo Božjo, novi od grad Jerusalim, duhoven hram во кој нема зграда, току престојуваме во дух кај Бог. Царство на светлината, царство на љубовта, значи кој живее под закрилата на Севишниот. Значи можете да живеете под закрила на Севишниот и да престојувате во домот на небескиот Бог. И ќе му рече на Господа, ти си мој застапник, ти си мое пребивалиште, Бог мој, и на тебе ќе се надојам, Татко мој, преку Исуса Христа кога го испрати да ги земе сите наши болки, болести и страдала. Значи надевање на Бог. Бог Господ ќе пригоди, Господ ќе даде, зашто Он ќе те избави од стапицата на ловецот и од збор кој збунува. И од збор кој збунува. Со плеките своји ќе те осени и под крилјата негови ќе бидеш во сигурност. И под крилјата негови ќе бидеш во сигурност. Како што ќе те окружува неговата светлина. Исус вели, кој врви по мене нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Има еден стик, молитвен, Татко мој направи огнен штит околу мене за Твоја слава. Значи со плеките своји ќе те осени и под крилјата негови ќе бидеш во сигурност, како што ќе те окружува неговата вистина. Како што ќе те окружува неговата вистина, значи на едно место Исус вели да се храните со чистото млеко, со вистинското млеко, да го разбирате словото, чистата вистина. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Значи Исус е патот, ви го покажува патот како треба да одите по него. Вистината е Исус. Тоа е словото. И животот. Значи на човекот му се дава живот и смрт, што ќе избере тоа му се дава. Значи ќе ме обкружува, ќе те обкружува ако го избереш Исус, неговата светлина и вистина. Нема да се уплашиш од ноќен страв, ни од стрела што лета дење, од суштества што одат во темнина, од зараза и од бес што опустошуваат напладне. Пазете, покрај тебе ќе паднат 1000 и 10.000 десно од тебе, но до тебе нема да се приближат. Ако веруваш во Исус Христос и се молиш на Исуса во името на Неговиот Син, односно во Исус се молиш за Исуса во името на Неговиот Татко мој, се што ќе побарате во Моје име, од Отецот ќе ви се даде, вели Исус. Значи Исус се бараме во Твое име од Отецот. Да помогнеш во македонскава земја, да дојде Божјото царство небесно. Наместо ова сатанско царство, на слепи водачи, лопови, авантуристи, незнабожци кои сакаат да го променат името на земјата, македонското име кое ти си ни го дал и ти си не запишал. Значи покрај тебе ќе паднат 1000 и 10.000 десно од тебе, но до тебе нема да се приближат. Само ќе гледаш со очите своји и ќе ја гледаш од платата на грешниците. Значи законот око за око, зап за зап, старозаветен, вие го знаете. Го знаат сите религиски доктрини кои се по некоја суштина извеле од Бог и се држат за неја како догма, како канон. Тие знаат дека се што правиш, тоа ќе ти се прави. Само ќе гледаш со очите своји и ќе ја гледаш од платата на грешниците. Се плаќа на овој свет, зашто ти си, Господи, надеж моја. Ти си, Господи, надеж моја. Севишниот го избра за своје прибежиште душо моја. Господ е надеж моја.
I pazi što veli, zlo nema da ti se sluči i nevolja nema da se približi do telo to svoje. To je vetuvanje ako si ti vo Bog, ako si vo Isus. Ima jedan interesan stih, дека се плаќа на овој свет, но Бог, ние имаме некој што плати за нас. Исус дојде на крстот, ги зема нашите болки, болести и страдања, го плати гревот со својата крв, се овоплоти и стана човек. Од Божија природа, од Син Божи стана Син човечки, па сега од Син човечки повторно станува Син Божи, значи зло нема да ти се случи и неволја, Псалм 90, да се приближи до телото твое. Затоа што ќе им заповеда на ангелите своји за тебе. Ќе им заповеда на ангелите своји за тебе да те чуваат по сите патишта твои. Ти благодарам, татко мој, во името на Исус, што испраќаш ангелска војска околу мене за твоја слава, да ме чува по сите патишта мои. Ке те понесат на раце да не асупнеш од камен ногата своја. Тоа е ветување, ангелите. Ке те понесат на раце да не асупнеш од камен ногата своја, на отровници на змија ке нагазуваш, лав и змеј ке убиваш во името на Исус. Бидејќи се надеваше на мене, вели Отецот Небесен, ке го избавам, ке го заштитам, зашто го позна името мое. Име над секое име, Исусе, Сине Давидов, смилувај ни се. Бидејќи се надеваше на мене, ке го избавам, значи ако се надеваш на Исус, ќе го заштитам и ќе го познам, вели Бог, зашто го позна името мое, името кое треба да го познаете е Исус Христос. Исусе, помогни ми, Исусе, прости ми, Исусе, дојди во моето срце, Исусе, ти си цар, Исусе, Сине Давидов, смилувај ми се, Исусе, Господи, Исусе Христе, помогни ми. Пазете, 90-тиот псалм, 15-тиот стих, ветување од нашиот Отец на небесата, ќе повика кон мене и ќе го чујам. Ќе повика кон мене и ќе го чујам, со него сум во неволја, ќе го избавам и ќе го прославам. Ќе му дадам многу денови и ќе му го јавам спасението од мене. Тоа го е ветување од нашиот Отец на небесата. И пазете, ќе му дадам многу денови и ќе му го јавам спасението од мене. Тоа ви е ветување од нашиот Татко на небесата. Само да земам еден друг дел, во кое, ако го изберете Исус Христос за свој Господ и Спасител, не морате да живеете во пораз, не морате да се мачите. Можете да го повикате Исус да ви помогне, да ви даде сила од оваа долина на сенка смртна, од овој свет, долина на сенка смртна, без страв да поминете, да преминете во Божиото царство на небесата, да станете син Божи, категорија, од син човечки во син Божи. Уште еден псалм, 22-иот, познат псалм, го цитираат многу луѓе. Но Светото Писмо не е за цитирање, туку за живење. Ако вие вистина се надевате на Бог, и лав и змеј ќе убивате, и змија и отровница ќе газите, и неволја нема да се доближи до телото ваше, ако вие вистина му го предадете својот живот на Исус, а тоа е процес. Христијанството не е теориско изучување на стиховите, туку тоа е практично живење во Божјата љубов. Тоа е преобразување од нељубовна природа, од себељубие, од себичност, од отпаднатост од Бог, во Божја љубов, во Божјо љубие, во љубов кон сите, полюби го својот ближен како самиот себе си, во љубов. Мислам дека е добро познато дека во Македонија токму тоа недостасува. Во Македонија е спротивното на љубовта, сатанското, омразата се шири и од политичари, и од верски заедници, и од луѓе. 22-иот псалм, видете, не е тој за читање, туку за живење. Ова е 100-та емисија Завет, излеана од Отецот Небесен во име на Неговиот Син Исус Христос. Видете, јас немам завршена библиска школа,
Но има еден стих во 1 Јованово, помазанието ќе ви даде се. И немате потреба некој да ве учи зашто помазанието ќе ви каже се. Има еден стих во Јован кој вели на крајот вика Духот ќе ви се објави, ќе ви објави вистината не во метафори, него ќе ви ја каже чистата вистина за Исус Христос, а тоа е дека Исус ја победи смртта и ти дава живот наместо смрт. Сведоштвото е дека Бог ни дарува живот вечен и тој живот е во неговиот син. Ова е 100-та емисија Завет. Ако е нешто од луѓе, ќе пропадне, но ако е од Бог, ќе се развива и ќе расте. Внимавајте да не станете борци против Бога. Не судете за да не бидете судени. Господ е пастир мој. Ништо нема да ми недостасува. Ништо нема да ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасишта и ме води на тивки води. Ја подкрепува душата моја, ме води по патот на правдата. Ме води по патот на правдата. Која правда? Не човечка, Божјата правда. Заради името свое. Заради името свое, име над секој име, Господи Исусе Христе, дојди во моето срце. Те молам за слово со власт и сила и секој што го слуша ово слово да го допре, да ги отвори неговото срце, да ја прими твојата љубов, да те повика, да се покае и со срцето да разбера тоа да се покајат и да ги исцелам. Значи, ме води по патот на правдата заради името свое. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Кога би тргнал и по долината на сенка смртна, тоа е ова земјата, долина на сенка смртна. Видите како врне дожд. 100-тиот завет, слава ти, Господи Исусе Христе, кога тргнав со овие снимања пред 2 години. Ја не се сеќавам ни точно како беше. Без никаква припрема почна да се леат во дух овие слова. Некогаш ќе тргнам да читам еден текст, доаѓа другиот, како и денеска мислам да го читам. Завршното 16-та глава на 1 Коринтијаните, од сега Господ во дух ми вели псалми. Кога би тргнали по долината на сенка смртна, нема да се исплашам од злото, зашто ти си со мене, твојот жезол и твојата палка ме успокојуваат. Слава ти, Господи Исусе Христе. Си приготвил пред мене трпеза на очиглед на непријателите мои. Си ја помазал главата моја со елеј и чашата твоја ме напојува со блаженство. И милоста твоја така да ме придружува во сите денови на мојот живот. Милоста твоја така да ме придружува, а и тебе може, брате и пријателе, да те придружува милоста Божја, љубовта Божја да те облее, да те преобрази од сатанска природа во Божја природа, во Божја љубов. И милоста твоја така да ме придружува, Татко мој, Исусе Христе, преку сите денови на мојот живот. И јас ке престојувам во домот Господов многу дни. И јас ке престојувам во домот Господов многу дни. Знаете, времето на земјата е кратко, дните се лукави, ползувајте го, времето се вели. Овде сме привремено, сите го знаете тоа, кога ќе дојдете во поодминати години 70-80, веќе ништо не ви значат материјалните добра. Знаете дека треба да се напуштите ова тело. Русите имаат интересен израз кога човек ќе премине, ќе почине. Значи ние имаме збор почине, не починува тој, не оди на одмор. Напротив, се представил се. Тој денеска представил се представи пред Бога. Ви одите и се представувате пред Бог, како што е запишано во Светото Писмо. А ако делата не се добри, поминуваш низ оган. Значи првиот свет помина во вода, имаше потоа Господ го даде вино житото, се завети дека нема веќе да го уништува светот, бидејќи луѓето беа зли, се отстрани од Бога, се мразеа, се убиваа, вршеа похоти, блудство.
Isus veli, čuvajte ги вашите тела и души чисти од искапо сте платени, зарем не знаете дека вие сте храм на Светиот Дух? Тоа се некои категории, но потребно е да го разберете Светото Писмо, да го помолите Бог, да ви го отвори умот за Писмото. Значи, ние заминуваме, го оставаме земното тело и се представуваме по Бог, пред Бог. Поминуваме низ оган кој изгорува, ако делата не се добри, ќе изгорат и самиот ќе бидете оштетени, а духот ќе чека суд, како што е пишано во Евангелијата. Крепкиот, 23-тиот псалм, подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти и ќе влезе царот на славата. Кој е тој цар на славата? Не е земен. Крепкиот и силниот Господ. Силниот во војна Господ. 23-тиот псалм, 47-тиот стих. Спомни си колкав е векот мој, а и твои брати и пријателе, за каква суета се создадени сите синови човечки. 89-тиот псалм. Обратете се, синови човечки, зашто пред твоите очи 1000 години се како вчерашниот ден што поминал и колку една стража преку ноќта. 89-тиот псалм, 12-тиот стих. Научи не така со десницата твоја, па да се здобиеме со мудро срце. Татко мој, ти благодарам што и овој ден беше во моето срце, што ми даваш мудро срце. Ти благодарам што ме крепиш, што ме лекуваш, што ми даваш слово со власт и сила, што ги допира сите оние што имаат потреба од тебе. Со очите да гледаат, со ушите да слушаат и со срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелам. Ето овде во Маврово, денеска е Вели петок, како што велат православните. Гледам да интернет да ни помогне, вели четврток да ви помогне. Вели петок, не вели четврток и вели петок не може да ви помогне. Помага само Бог. Само Бог преку Исуса Христа, Бог Отецот. Ние имаме поделба, дури и Великденот го славиме на други датуми. Тоа покажува сатанската природа на човекот, дека не го исполнува Божиот закон. Љуби го својот ближен како себе си, со кој се огледува дали ти го љубиш Бога, бидејќи ако го љубиш, ако велиш дека го љубиш Бог кого не си го видел, како можеш да не го љубиш братот, не го љубиш братот кого си го видел, а велиш дека го љубиш Бога кога не си го видел. Ти благодарам, татко мој, што во овој ден еве се случува 100-тиот завет. Ти знаеш, води ме да ти служам и да те славам и исцели ги сите оние што имаат потреба од твојата љубов. Да им се отворат словата во нивните души, да им се отворат срцата, да немаат тесни срца, тесно вие во срцата ваши да се отворат, да ја примат љубовта Господова, да пребиваат во Божјата љубов. Благослови и мојата земја Македонија. Ти благодарам што во овој ден си во моето срце, што ме држиш здрав и исправен. 100-годишникот умира како момче, ти во староста се плодни помазани. Те сакам, Господе Исусе Христе. Слава ти, Христосе. Слава ти, Исусе. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, татко мој, се моје е твое, ти ме создаде земна и дух животен тухна во мене по образот твој ме создаде жива душа налик на тебе се ти предавам тебе Исусе
se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje tvoje, ljubav ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moj.